Добар ден, добра вечер. Денес ќе зборуваме за еден од најголемите успеси на македонската дипломатија, која оваа година, која всушност не е дипломатија, која е зафрканција, значи најголемиот успех на македонската зафрканција во дипломатијата оваа година е нашето членство во ЕКОСОК, во Економско-социјалниот совет на Обединените нации. Тој успех, идејата за која ќе зборуваме, не е нивен, туку е сработен од претходната мисија и нормално како секој инфериорен и тим, односно тип кој не знае, тој се кити со туѓе перје и по тоа нема сила да каже фала, благодарам, супер, направивте и така натака. Тоа е карактеристика за она што Джеймс Балдвин, овој овде позади, со кој се слагам, вели: комбинацијата на незнаење и власта е најголема опасност за правдата и за вистината. И сега тука дополнително ќе видиме како тоа незнаење станува лошотилок кога го злоупотребува системот на правда. И зашто всушност се работи? Всушност се работи за резултат кој го изборува мисијата во Њујорк на моје чело од 2022 до 2024 за членство во ЕКОСОК, заради кој тие поднесува кривична пријава против целата мисија, против 4 луѓе од мисијата на моје чело. И сега, од кога тоа успеа, 2 години подоцна или година подоцна, сега се фалат со тоа кој најголем успех. Значи, одеднаш имаат критериум. Тоа е најголем успех за нашата зафрканција дипломатија оваа година, а всушност за тие што го сработиле претходно, за нив, пошто се од друга банда, за нив крична пријава. Зашто тоа го правеле? Всушност, зашто го правеле? Зашто трошеле пари од мисијата за лобирање да станеме членка на ЕКОСОК, што е нормална работа на мисијата кога влегува во таква операција. Тој лошотилок ќе го анализираме повеќе со еден презир на послаби инфериорни луѓе, на чело со ова министерче кој е сега на чело на МНР. Сега, што е ЕКОСОК всушност? Економско-социјалниот совет, скратено ЕКОСОК, е еден од 4 најважни органи најголеми органи на Обединените нации: Генерално собрание, Совет за безбедност, ЕКОСОК и Старателски совет. За разлика од другите две кои се политички повеќе и безбедносни ориентации, тоа е Генералното собрание. Генералното собрание со парламент се работи, меѓутоа повеќе има една платформа на генерален пристап на главната повелба, на реализација на повелбата на ООН. Советот за безбедност во област на безбедност, Старателскиот совет за старателските територии, тој повеќе губи од значење, но Економско-социјалниот совет се всушност сите пари и проекти на ЮН таму. Од економска сфера, културна сфера, и сите се заинтересирани таму всушност да бидат партиципенти, посебно големите сили, бидејќи бивањето член во Економско-социјалниот совет нив им дава можност да влијаат врз афрички земји, во помали земји околу, и да ги оценуваат, можеби некој пат да прават дилови, да ги поддржат нивните проекти, програми, да им префрлат пари преку тоа. Тоа е многу важно, многу се заинтересирани да бидат членки. Ние имавме кандидатура за 27-29 година. Редовна кандидатура. Меѓутоа, што се случува? Во меѓувреме, Русија и Кина успеваат да станат членки на што сакаат, бидејќи имаат мнозинство во Обединените нации, кое е преку 120 гласа секогаш. Западните земји, начело со САД, имаат максимум 82 до 86 гласа. Они се во малцинство во основа и не им е лесно да изборат не само своје членство, туку и своја политика внатре во рамките на овој генерален пристап од 192 земји во ЮН. Оттаму за кандидатурата за 24-26 година
земјите се делат по региони, ние спаѓаме во источно-европскиот регион, заедно со Русија, Украина, Романија, Бугарија, Вестерн Балкан, Унгарија и така натака. Има две места. Едното е за влезе веќе земјата, е првата земја од тој регион внатре, втората земја кандидат е Русија. Сега Русија после војната во Украина е непопуларна и западните земји сакаат да спречат незината кандидатура, односно да спречат системот дека бизнисот продолжува во ЮН, независно што Русија го прекршила на еден драматичен, агресивен начин повелбата и нападнала друга земја. Она сака да нормално да и тече бизнисот, кандидатурите во органите на ЮН, мртва ладна. И они на тоа се обидуваат да се спротистават, не знаат како, бидејќи се во малцинство. Очигледно Русија ќе може да помине во ЕКОСОК, а там ЕКОСОК е важен орган, велам, во врска со парите во ЮН. Американците нас не приоѓаат, заедно со канаѓаните и австралијанците. И со мене разговара амбасадорката америчка со молба дали ние би прифатиле да се кандидираме од источноевропската група наспроти Русија. Значи, они не може да ја блокираат Русија ако нема контракандидат за тоа едно место. Сега нормално тоа е жестока одлука, бидејќи сега се представуваш на Русија, таа има мнозинство, може да врши притисок, непријатно е, ние сме супер мала земја. Нормално дипломатите кои работеа во мисијата, малку се, еден, двајца, ги фати паника од тој предлог. Викаат, па не може да се изведе тоа, па ние сме на Русија, бла-бла, блокира. Јас имав други проценки. Мене ми се чинеше дека тоа е голема шанса за мала земја. Ако добро ја одигра работата. Голема шанса затоа што целата Западна алијанса ќе треба да не држи вака. Веќе ние сме сега нивни кандидат контра Русија. Мора да обезбедат супер единство зад нас, за гласањето. Ние сме во центарот на вниманието, стануваме, а немаме никаква шанса поинаку да влеземе од тој центар, ќе сме небитно во таа смисла, сепак мала земја. И јас одлучувам да ние ја прифатиме таа понуда на нашите стратешки партнери. Нормално се консултирам со министерот Бујар Османи, он се согласи со тоа, разбира колку е тоа тешко, се согласи, но независно тоа може да биде исклучително добро за нас, ако велам добро одиграме работата. И влегуваме во трка со Русија за ЕКОСОК за кандидатурата 24-6 година и понатака. Нормално настанува шок во Генералното собрание. Сега што е ова? Русија не може да има контракандидат. Дали ова за Фрканција, дали ќе помине, како што? И одиме полека со гласањето. Првото гласање Русија треба да освои 120 гласа за да биде членка, за да стане членка. Тоа е 2/3 мнозинство. Ние имаме 80 максимум гласа, ако ги собереме сите. Можеме да ја блокираме, тешко дека ние можеме да бидеме изгласани во тој период, бидејќи ни требаат гласовите кои гласаат за Русија, но истовремено можеме да ја блокираме во секој случај. И почнува процесот на гласање во Генералното собрание 22 година. Тоа е едно 2-3 месеца после моето преземање на мандатот. Првото гласање е Русија освојува негде 117, ние освојуваме 70 на гласа. Она не може да пројде, настанува шок втора тура гласање. Групата наша се консолидира полека. Американците, западните земји почнуваат да лобираат за своите гласови, да ги дисциплинираат. Во второто гласање Русија паѓа на 101 глас, ние се дигаме на 80 гласа. И потоа 24 гласања, 2 години гласање. Ние одиме со тој однос. 82, максимум 86 гласа за нас, 78 најниско, 86 највеќе.
Русија од 98 до 92, 98, 92, 98, 92. 24 гласања. Ние во меѓувреме стануваме, да не бидам нескромен, меѓутоа звезда во Обединените нации. Сите знаат, Северна Македонија, некак што сакаме можеме да помине. Стануваме меѓу првите земји во групата 40 кор земји за човечки права и за права на малцинските групи. Ја предводиме практично таа група заедно со Данска, Холандија и некои други земји. Потоа, нормално, ги имаме првите места во борба за правата на жената, посебно ситуацијата во Иран. Јас имам неколку говори за тоа. Во меѓувреме, нашиот проект за преговори во конфликти на идентитети поминува исто така во подсекретаријатот на чело за борба против геноцидот во ЮН. Значи, практично сите други странични проекти во област на кои тоа прават, бидејќи оваа борба на некој начин е херојска на Северна Македонија, успеваат. И ние имаме супер активна позиција, која никогаш не сме имали, ниту ќе ја имаме понатака, во ЮН. Се што понатака се случува. Нормално, од политички причини, јас се враќам во земјата, поднесувам оставка, притисокот по таа линија од почеток, заканите се политички такви, не сакам да се бавам со тоа и да се судирам, посебно со нашите се повлекувам. Нормално, ние понатака влегуваме оваа година во претходната сушност, успеваме целиот тој процес успева да ја блокира Русија. Русија не станува членка, се откажува од тоа место. Ние влегуваме во нашиот мандат редовен на 27-ма повторно, се кандидираме и успеваме со лендлслайд гласање од 174 гласа да станеме членка на ЕКОСОК. После таа херојска борба од 2 години и станување, влегување во центарот на политичкиот и дипломатски живот на ЮН. Нормално, нашиве тоа го забашутува, иако е тоа секогаш проследено со детални извештаи, што се случува, со тоа колку тоа чини. Начинот на кој се договаравме е практично секој месец јас имав консултации со клучните 7-8 амбасадори во ЮН од западните земји, па ја делевме работата, кого ќе лобира, да речеме, Португалија во Африка, кого ќе лобира Австралија, кого има од овие африканските земји кои беа клучни за поместување на мнозинството, или југоисточно-азиските земји. Како ќе се поделиме? Ние секогаш Македонија добиваше едно 5-6 земји да лобира таа оригинерно самата. Затоа секако средства на некој начин се трошат. Нашите за тоа ја обвинија мисијата. За незината работа, херојска, после која резултатот беше нашето членство за ЕКОСОК, со кое тие излегуваат бесрамно да се фалат со туѓе перија, дека тоа е најголем успех на македонската дипломатија, која одработија, со сема други. Тоа е таа зафриканција, тоа е таа лошотилак на, ако успеат да го придобијат или да го излобираат обвинителството, тоа ќе биде лошотилак на вистина, целата мисија, на инфериорните, на неспособните, кои единствена можност е страв, злоба и завист, а ако можат и да се пофалат со туѓи пери. Ето тоа е тоа што се случуваше и добро е таа информација да ја има македонската јавност, бидејќи тоа е на вистина голем успех и на вистина една херојска етапа на нашата дипломатија во ЮН. Толку.